Канцер мафијата не оперира само на онкологија. Криминали имало и на други клиники, каде што и таму се заработувало на грбот на болните. Предупредува председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој бара канцер мафијата да биде во корен уништена и затоа анкетната комисија не смее да запре со работа. Имаме индиции дека тоа што се случува на УКРО, Универзитетската клиника за радиологија и онкологија, се случува и на другите клиники. Истражуваме и многу скоро и за тоа ќе излеземе во јавноста. Значи, ова канцер мафија во здравството мора да биде во корен уништена. Мицкоски вели дека со извештајот од Фондот за здравствено осигурување јасно се гледа дека скандалозното работење на онкологија, основаните сомнежи за заработка на грбот на најтешко болните и несоодветен третман на пациентите се случува и денес. И затоа треба да има одговорност. Тоа е еден монструозен скандал. Скандал во кој што навистина е безпредметно да се дава било каков коментар. Но мораме, за жал, во јавноста да го повторуваме. Бидејќи сепак Македонија денеска, за жал повторно ќе кажам, се соочува со луѓе кои што печалеле на смртта на граѓаните. Диво месо на онкологија покажува постоење на канцер мафија која работи и денес, затоа што нема институција која реагира, вели Мицкоски. Тој се наврати на извештајот од ФЗОМ, каде што е извлечен заклучок. За да се задоволат апетитите на одредена веледрогерија блиска на власта, клиниката и покрај милионските залихи на лекови во март годинава. Еден месец претходно, повторно, распишале милионски тендер за набавка на истите медикаменти. Како тоа се дава дозвола на пациенти по нивно барање да биде аплицирана терапија во други здравствени установи. На кој начин се транспортира таа терапија, бидејќи ако ги погледате договорите со добавувачите, јасно стои дека транспортот на таа терапија не сме да биде во средина каде што температурата е помала од 2 степени или повисоко од 8 степени. Според опозицијската партија, власта бега од одговорност за скандалот на онкологија и пробува да го политизира случајот. Инаку, дека треба да продолжи со работата анкетната комисија, вчера побара и председателката на ова собраниско тело, Рашила Мизрахи. Таа кажа дека вистината за канцер мафијата мора да се знае и одговорност за дивото месо во здравството ке има.